Imam голема чест денес со моите колеги од амбасадата на Сојузна Република Германија да бидеме гости во вашиот Удовшкот. Повод за мојата посета и официјално примопредавање на проект кој го финансиравме од специјалниот ковид фонд на Германското министерство за надворешни работи. Проектот беше имплементиран во минатите 2 месеци од страна на Сдруженијето Бујрум, а ова донација опфаќа опрема за болницата во Куманово, која е потребна за секојдневно лекување на пациентите заболени со COVID-19. Германија во моментов председава во Советот на Европската Унија. Со оглед на актуелните состојби, нашиот главен акцент е справување со пандемијата и нејзините последици. Овде, во регионот на Западен Балкан, сакаме да покажеме дека нашите партнери при борбата со пандемијата можат да се подпрат на нас. Германија до сега го поддржа регионот со 5 милиони евра, во што спаѓа и овај проект. Понатамошни 10 милиони се на пат. Освен тоа, Европската Унија помага со 3,3 милиарди евра, во кои Германија учествува со скоро 1/3. Од името од германскиот народ ви посакувам добро здравје и успешно справување со пандемијата. Благодарам на кумановицке институции за одличната соработка на овај проект. Фала. Данке. Еден чутен чипа? За мене е голема чест што денеска ја имаме во посета амбасадорката на Германија, нејзина екселенција Ханке Холштајн. Остваривме средба во општината, каде што поразговараме на поголем број на теми за можна соработка, продолжување на соработката помеѓу општината и амбасадата, имплементирање на поголем број на проекти за цврстување на врските и можности за изнаоѓање на нови партнери на општината токму во ова нам пријателска држава, со спуштање на нивото на соработка директно помеѓу општините и институциите во општините. Воедно ја користам оваа прилика да се заблагодарам на граѓаните на Германија и секако на амбасадата за оваа донација која што истите ја направија на нашата градска болница, која што има регионален карактер и секако оваа донирана опрема ќе значи многу за нашите граѓани во делот на обезбедување на подобри услови во вршење на здравствениот процес и заштитата на нашите граѓани. Се наоѓаме во тешка ситуација. Впрочем, ковид кризата е секаде присутна, но еве ова е дополнителен доказ дека и Македонија, но и Куманово има своји држави партнери кои што излегуваат во најтешките моменти во престој. Им посакувам пријатен престој во Куманово и да се чувствуваат како дома, а ние секако продолжуваме во делот на соработката во заедничкиот интерес и реализација на проекти од интерес на нашите граѓани. Благодарам. Рурален развој аплицираше проект во соработка со германската амбасада. Воедно сакам да се заблагодарам на одличната соработка со германската амбасада и донација на средства. Целта на овој проект беше да се подобрат условите за живот во општина Куманово и беа донирани апарати во општата болница Куманово. Конкретно станува збор за донација од 10 монитори, 30 оксиметри и 10 концентратори, кислородни концентратори. Со ова се надеваме дека условите на граѓаните
ќе бидат подобрени и сакам да апелирам самиот овој проект да послужи како добра пракса во иднина, се повеќе граѓаните да се заложуваат за унапредување на условите според нивните можности. Да се заблагодарам на сите кои што ни помогнаа во време на ковид пандемијата да излеземе на крај со тешката состојба во која што се најдовме сите ние кои што сме здравствени работници и менаџери на вакви големи здравствени установи. Пред се ќе се заблагодарам на градоначалникот кој како шеф на кризен штаб будно ја следи епидемиолошката состојба во град Куманово и знае со какви се проблеми се соочувавме од самиот почеток на пандемијата до денес. Благодарност до невладината, до Центарот за рурален развој, УИРУМ, и секако најмногу благодарност до Германската амбасада и до амбасадорката за оваа помош со која што ќе направиме да сите оддели во нашата болница добијат опрема и за неинвазивен мониторинг на витални функции кај пациентите и опрема со која што ќе се олесни и следењето на здравствената состојба и ќе биде подпомогнато секое одделение со кислородна поддршка. Ние во нашиот план за јавни набавки имавме планирано набавка и на монитори, и на пулсоксиметри и се оно што добивме, но секако тоа се многу мали количини и ќе требаше со години да правиме вакви набавки за да ги опремиме сите оддели. Секако дека оваа опрема која што се состои од 10 пациент монитори, од 10 кислородни концентратори и 30 пулсоксиметри, истата ќе биде распределена на повеќе оддели, затоа што не само инфективниот оддел, туку и другите оддели во нашата болница примат пациенти кои што се ковид позитивни, значи многу ургентни состојби, hitни операции, hitни породувања, hitни случаи од кардиолошки карактер, значи кои што одат на интерното одделение, hitни случаи на секој оддел кои што подоцна ќе се испостави дека биле ковид позитивни ако ќе се хоспитализираат кај нас, така да на многу места навистина ни е потребен ваков мониторинг на пациенти. Помина времето кога и диагностиката и терапијата се контролираа со помош на стетоскоп, апарат за притисок, класична рентген диагностика и лабораторија, значи потребно е постојано следење на виталните функции. Дел од одделите никогаш не ракувале со монитори, меѓутоа се прилагодија кон актуелната ситуација, така да ова ќе биде повеќе од добредојдено. До сега имавме вкупно 15 монитори, од кои повеќето стари и по 20 години. Во приватните болници на Запад тоа се менува, значи на 4-5 години максимум. Еве ова е прилика да ги обновиме и да пружиме можност да нашите колеги работат непречено и имаат можност за подобра диагностика и третман на пациенти. Само што едно прашање колку на пациенти позитивно во момент 25 позитивни пациенти. Имаме 8 кои што се на кислородна поддршка, значи тоа се посериозни пациенти, останатите се значи со болесна и средно тешка клиничка слика. Оние најтешките кои што се за респиратор се укажуваат или во 8 септември